Подземната железница во Њујорк е полна со патници, музичари и возови што прават време. Но сега тоа е и место каде што жителите на Њујорк можат да најдат инспирација и да ги споделат своите најдлабоки чувства и мисли. Треба сите да се ангажираме ако сакаме да го направиме светот подобро место за живење. Метју Чавес е креаторот на проектот кој ги поканува патниците да ги напишат своите мисли и чувства на лепливи белешки и да ги залепат на зид, на место од каде што луѓето се префрлаат од една на друга линија, во близина на Union Square. People are talking about world politics, people are talking about other topics. Луѓето зборуваат за светската политика и за други теми. Повеќето од белешките се изрази на поддршка. Има љубов во нив. Посакуваат еден на друг да имаат убав ден или велат дека нивните животи ќе бидат во ред. Тие исто така зборуваат за она што луѓето го доживуваат во моментов. Некоја губи работата или ќе има бебе или ќе стапи во брак. Мислам дека пишувањето е многу добра работа за луѓето. Ова не е прв пат Чавес да организира терапија во јавниот превоз. По претседателските избори во 2016 година отишол таму и почнал да разговара со непознати. Бидејќи многу луѓе сакале да зборуваат, Чавес се одлучил овој пат да оди со пинкало и лепливи белешки. Реакцијата на јавноста била позитивна. Тоа е една од оние работи што ги зближуваат луѓето. Мислите ги споделуваат анонимно, но во исто време и отворено. Гледаш дека има многу други кои го чувствуваат истото. Само што добив отказ, а не ме фаќа паника. Возбудена сум што ќе се занимавам со мојата уметност. Размислувам за мојата книга и за изненадувањето што доаѓа, а не знам ни што е тоа. Чавес соработува со терапевката Дина Исмаел во програма наречена Лабораторија за слушање, која го потикнува дискурсот во заедницата. Исмаел забележува голема разновидност на теми за кои луѓето оставаат белешки. Ако дојдете овде, ќе видите работи за изборите, работи за светските прашања, од Израел, Палестина до Украина, Русија, до климатската правда или за нилски коњ што го обиколи целиот интернет, што и да е во главите на луѓето. Проектот го привлече вниманието на познатата урбана уметница Кати Гулота, која направи мал цртеж на зидот. Предизвика што стојам тука, не седам покрај минувачите кои се обидуваат да го фатат следниот воз. Но ова е прекрасна инсталација. Државата е многу поделена во моментов. И тоа е време кога ни треба вакво нешто за да ги изразиме чувствата и да бидеме со другите. Чавес вели дека илјадниците белешки што досега ги собира со неговиот проект ќе бидат предадени на Њујоршкото историско друштво.